Нацрт програмата која ќе обезбеди националната стратегија за културен развој во државата во наредните 4 години е пред својата финална верзија. Токму затоа се организираат јавни дебати на кои представници од Министерството за култура, работната група за стратегијата, од Советот за култура и представници на независната сцена дефинираат што во истата би требало да биде вклучено. Секако, при изработката на националната стратегија треба да се има реален пристап, а не тоа да представува список на желби. Ова стратегија се разбира во следните фази ќе предвиди неколку работи. Прво ќе се прегледаат сите закони и подзаконски акти во врска со делувањето во културата. Потоа се разбира ќе се завземе една нова позиција на Министерството, која што досега беше во својство на еден прилично наредбодавен орган, кој што со парите, буџетските пари, односно јавните пари, располагаше на мистериозен скоро начин. И се разбира, ако веќе ставам нагласок, сега ќе работиме на поголема демократизација на целиот културен простор. Приоритетите се насочени кон децентрализација на културата, прочистување на институциите од несоодветен кадар, преименување на мултикултурна во интеркултурна соработка, која ќе вклучи повеќе социјални групи што биле сериозно запоставени. Децентрализацијата прво е замислена во контекст на вкупната децентрализација на општеството. Имено Македонија е една сирово, брутално централизирана држава и во таа смисла надлежностите на локалните единици на самоуправа ќе бидат поинаку дефинирани секако со програмата и на владата пред се. Тоа се разбира најмалку подразбира некаков радикален зафат во некакви манифестации или институции. Тоа ќе биде само изложено на едно испитување, односно преиспитување на нивната позиција. Интензивната јавна расправа ќе се одвива и во други градови со засегнатите страни до конечното усвојување на стратегијата на крајот од оваа година. Јадро има предвидено и експертска систематизација на јазикот на самиот завршен документ, кој ќе биде изготвен од Иван Додовски, на наше особено задоволство, дека тој документ на крај ќе помине низ една фаза навистина да делува како стратешки документ околу кој што сите ќе можеме да се обврземе и се надевам да го реализираме. Организаторите на овие дебати велат дека сите предлози за кои ќе се дебатира ќе бидат на крај ставени во еден финален прочистен документ кој ќе биде доставен до Министерството за култура да се земе предвид пред конечната верзија на програмата, според која ќе треба да се гради културната политика во следните 4 години.